Добро вечер. Четврток 22 часот. Време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Гостин во вечерашната емисија Зоран Иванов, новинар, колега, владен функционер, беше председател на надзорниот одбор на Македонската информативна агенција до 17 ноември, кога го пишува Facebook статусот и статусот на Twitter, кај што вели: сите фригидни кучки свршуваат на Македонија. Бакојани 2008, Захариева 2020 година. Тој е Facebook статусот на Зоран Иванов. Не можете да го најдете на Facebook, но можете да го најдете на Twitter, како што сам вели. Ги брише бидејќи има многу злобни коментари и не сака тие злобни коментари да останат во историјата. За овој Facebook статус Зоран Иванов беше сменет од функцијата председател на управниот одбор на Македонската информативна агенција, или кратенка, или кратено кажано МИА. Таа агенција е формирана во мандатот на Зоран Иванов, кога тој е портпарол на владата на Република Македонија. Во еден временски период е и директор на Македонската информативна агенција. Гледате, оваа гарнитура која е сега на власт се бореше против заробената држава на Никола Груевски и сега ние се сведовме на одредена замолчена држава. Ако за вербален деликт во 2020 година се казнуваат одредени владени функционери, тогаш во кој правец оди македонската демократија? Да, навистина ние се бориме да станеме членка на Европската унија, да добиеме датум за преговори со Европската унија, да ги отпочнеме пристапните преговори со Европската унија. Да, навистина можеби тоа е еден од начините за опстанок на македонска држава, на македонската нација. Но ако една држава, една нација, еден народ опстане и функционира само ако ние станеме членки на Европската унија и на НАТО, тога се постава прашањето што ќе се случи со таа држава и со тој народ ако не станеме членки на ЕУ и на НАТО. Ние сме веќе членки на НАТО. Да претпоставиме дека не бевме членки на ЕУ и на НАТО. Што ќе се случи со македонската држава и со македонскиот народ ако ние не станевме членки? И ако ние го врзуваме нашето постоење, нашето екзистирање, нашето обстојување и нашата иднина само врз база на тоа дали сме членки на две организации кои се со времен карактер, бидејќи кој може да ни гарантира дека НАТО и ЕУ по 30 или 40 години ќе постојат, ќе суштествуваат, ќе функционират, бидејќи на тој начин размислувале можеби чесите, пољаците, маđарите, кој функционираше, постоеше Варшавскиот договор. Се распадна кукула од карти, и Варшавскиот договор, и Советскиот сојуз. Одредени творби на групирање и на здружување постојат или се расформират, или се трансформират. И ако вие го темелите своето постоење само на тие форми и на тие организации, тогаш нели можеби да траете само колку што ќе траат тие форми или тие организации. Тоа е суштината на ова вечерашно интервју. Ние сме македонски народ кој трае, кој постои со векови. Формиравме држава на 2 август 1944 година, но не постоиме 2 август 1944 година. Тоа е суштината. И тоа секој македонец треба да се окажува 3 пати на ден. Всушност, тие што се вистински македонци немаат потреба да се окажуваат, тие тоа го знаат. И те така функционират. Значи, ние постоиме со векови, ние сме тука со векови. И знаете, ако сега прифатиме некој да ни мери од кога сме македонци, од кога постоиме, од кога сме настанале и до кога ќе траеме, врз база на одредени меѓудржавни договори, дали е тоа со Грција, дали е тоа со Бугарија, може би утре со Србија, со Европската унија и со НАТО, тогаш ние прифаќаме дека сме канта тропа народ, дека сме како оние народи кои се формираат во Латинска Америка, кога доаѓаат одредени мултинационални компании кои одгледуваат банани и со одредени геометри ги исцртуваат границите на одредени држави во Јужна Америка. И ако ние прифатиме дека така сме направени од одредени геометри, од одредени политичари, од одредени Титови пријатели и сојузници, и дека на 2 август 1944 година се собрале и исцртале границата и ја направиле македонската нација, тогаш ние прифаќаме дека сме тиква без корен. Јас не прифаќам, почитувани гледачи, дека сме тиква без корен. Напротив, сметам дека коренот не е многу длабок, дека името не е многу големо и дека токму поради тоа што не е името многу големо, што вели Блаже Коневски, сите сакат да го земат тоа име. Тоа е проблемот на Република Македонија. За тоа вечер веќе разговараме со Зоран Иванов. Добар ден, господин Иванов. Добар ден. Маскава можеме да ја трниме, дистанција имаме, значи имаме све. Во време на Бранко Цренковски ве спакува Наташа Савова, сега Екатерина Захариева. Немате среќа со жените? Не, него малку ми е смешно бидејќи Наташа Савова и тебе те пакуваше на времето. Да. Захариева па не ме спакува Захариева во крајна линија, ме спакува е нашите и добро си го платив тоа што сум си потпишал, нели? Сам си потпишав дека ќе бидам пристојан државен службеник. Го нарушив тој кодекс и добро што ме сменија. Јас да бев на некоја обратна ситуација, исто ќе постапе. Гледате, Захариева и Савова сега за исти газда работат.
неспоредливи се. Или за конгломерат на газди кои имате неисти интереси, нели Бојко Борисов, Јордан Орце Камчев и така натаму. И гледате како судбината знае да ги намести очигледно нема да ти видам интересен соговорник. Не, сигурно ќе биде интересен. Мислам дека ќе ти падне рейтингот на емисијава, зашто не знам каде сега Наташа Саво ја подметна во старт на овој муабет за да стигнеме до Захариева. Значи предметнели на разговорот и на оној ваш статус Facebook што го избришавте за Екатерина. Не го избришав, депонирање на Твитер. Сите мои статуси на Facebook за да знаеш. Добро, значи, на Facebook го нема тој статус. На Facebook ги нема, статусите стојат. Како Мицко пишете, па брешите. Нема, ако сакат гледачите да ме слушнат, дозволи ми само на запирка, барем не мора на точка да ме чекаш. Значи, за Facebook да ти биде јасно и на другите. И други ме прашале, брише статуси, не ги бришам статусите, седа 24 до 48 часа, потоа ги бришам, но тие се на Твитер депонирани за историја. Еве да знаеш, Зоран Иванов ако ти притреба некој стар статус за Захариева или за било кој друг, ќе го најдеш на Твитер. Еве го статусот. Значи на Твитер. Еве го статусот. Сите фригидни кучки. Само да подсетам зошто ги бришам. Затоа што потоа се надобрзуваат коментари кои многу од нив и немаат врска со самиот статус. Луѓето влегуваат во конфликт меѓу себе за глупави некои работи и затоа ги бришам, но на Facebook, на Twitter ви се статусите и таму нема тој тип на полемика, сепак е малку поинтелектуална. Еве Ивано што пишувате. Сите фригидни кучки. Ама ја знам што сум напишал. Ама добре, да гледачите не знаат. Сите фригидни кучки свршуваат на Македонија. Бакојани 2008, Захариева 2020. Убаво сте напишале, сите фригидни кучки свршуваат на Македонија. Добро, ама има една контрадикторност. Например, ако се фригидни не може да свршуваат, така? Тоа не го забележуваш. Не сме толку интелигентни и контрадикторни за можеме, но гледам околу интелигенцијата. Сите фригидни кучки свршуваат на Македонија. Бакојани 2008, Захариева 2020 година. Зборував за Фала Богу, македонскиот народ јавност прв пат ве прифати, застана на ваша страна и вас ве казнија. Значи, не верувам дека македонската јавност застана на моја страна. Преспански, толку оправдувате се договори. Прв пат напишавте нешто онака да им се допадне на македонците и вас ве казни. Прво, на македонската јавност верувам ова не се допаднало. Има тука добар степен на вулгаризација, иако јас тврдам дека се метафори, затоа што терминот кучка е карактерна особина. Тоа фригидност е нечувствителност кон некоја политика, не мора да биде се во сексуална смисла. Како вие, например, би го дефинирале зборот фригидност себе? Сега, откако помина све. Како вие би го дефинирале зборот фригидност? Цела бугарска надворешна политика во однос на Македонија во овој период е фригидна. Не е делотворна, таа не дава резултат. Еве што значи во македонскиот дигитален речник зборот фригидност. Добро, ама јас не се изразувам литературно македонски. Тоа значи студенило, запирка полова рамнодушност. Добро. Значи кога ќе напишете фригидност за Екатерина Захариева и за Дора Бакојани, вие пишувате за студенило и за полова рамнодушност. Кога ќе кажете ми падна мрак на очи, може да биде ден на пладне, но велиме мрак на очи. Значи Екатерина Захариева е фригидна и она се навредила бидејќи вие сте напишале дека е фригидна. Би побарале Иванов да тестирате дали е фригидна или не е фригидна, например, бидејќи таа го сватила како навреда и ве велите дека е комплимент. Како го пативте како комплимент или како навреда? Сега ќе ти кажам, кога ми поставаш такво прашање, знаеш и подобро од мене дека жените, дамите бираат, не ние мажите и кавалерите. Така да, ако некој треба нешто да провери, треба жената да побара. Вие напишавте фригидна кучка и таа се навреди. А вие сметате дека тоа не треба да ја навреди, така? Бидејќи затоа сте го напишале. Не, јас го напишав за да се навреди. Го напишате да ја навредите? Да, точно. Не да ја навредам, да почувствува навреденост. Зошто? Затоа што кога тврди дека нема македонци, јас се чувствувам навреден. Малку фит. Да, значи вие намерно го направите тоа. Нормално. И се боревте, гледате, против Никола Груевски, бидејќи тоа беше заробена држава, а сега имаме замолчена држава, ве замолчи, ве сменија поради тој статус на Facebook или на Twitter. Сменети сте, бевте председател на надзорен одбор, нели ако не се лажам, на државната агенција МИА. И бевте сменети после тоа. Прво, ајде, И во Бугарија тоа беше доживеано како нивна најголема победа после Втората светска војна во однос на македонците. Сменете државен функционер кој е навредил бугарски функционер. Тоа така беше одлично. Значи вие сте дел на преговарачкиот процес. Не, јас сум дел на историјата, беше. Значи вие сте жртва на пешак или жртва на пион за да се извои кралица, така да ве разберам се. Тоа е добро. Жртви мора да има во секоја војна, ако вие како вие прифативте да бидете жртва.
не зависи од мен да прифатив или не прифатив. Јас Значи, направив чекор што направив, власта си го направи тоа што си го направи, затоа што некаде сум потпишал дека треба пристојно како државен службеник да се околу членството на МИА и надзорен одбор. Тоа е 17-то ниво на државна функција, знаеш и ти такви има 5000 луѓе во Македонија членови на надзорни одбори. Уште 5000 или 10 има на управни одбори. Така не е тоа некоја силна државна функција. Ама гледате се Иванов. Вас ме менуваат за статус Захариева и ова Дора Бокени биле фригидни. Кажи ми што да направам, да опсувам по власта, кажи ќе опсувам. Нема потреба, се ве прашам. Од друга страна Каракачанов вели дека Зоран Заев е бугарин кој споро мисли. И тоа нели не се третира во Бугарија. Тоа е нормално тие да не навредуваат. Нормално е тие да не понижуваат. Нормално да не нели омаловажуваат и така натаму и така натаму. Видите, некој води активна политика. Зоран Заев е на врвот на активната политика и по прашањето на Бугарија. И тој веројатно бара милион патишта, не сака да возвраќа со иста мерка, за да остава простор за диалог во прашање Македонија. А Зоран Иванов со својот потек кон актуелната министерка за надворешни работи, која мислам дека со незината политика сега си ја закопа својата европска кариера, таа може утре да биде евентуално европратеник, затоа што бугарските граѓани би гласале за неа. Но таа никогаш нема да биде, верувам во тоа, во некаква извршна функција во рамките на Европската унија, на Европскиот совет и така некоја министерка. Значи, со таков вокабулар, тоа што она и покрај и после овој мој пост продолжува да го работи, тој анимозитет кон Македонија. Значи не е трогната. Значи не е трогната, значи не е задоволена со вашата смена. Па да, ќе мораш ти на пример или други мажи да се потрудат, може ќе бидат поуспешни. Не сум државен функционер. Она се пали на државни функционери. Иако сте 56-то стали во шевелите, значи она паѓа на државни функционери. Би сакал да и она тука па да дебатираме вака. Малку не, се плашам дека оговарачки е малку. Дека па добро и са статусот беше оговарачки фиригна кучка, знаете са тоа. Не нешто литературен висок дострел што се вели, ниту интелектуален висок дострел. Па добро е, што вас пусли е. Искрено да ви кажам, значи сакав да не остави приказни за Укафана. Дали е по ваш Не. Ма гледате, у време на Груевски, Миленко пишуваше за како ебоповикателна за амбасадорката, Неделковски, нели колегата, пишуваше нели за холандската. Нема, го вртиш цело време на некако сексизам што нема врска после со сексизам. Ја ви прочитав што значи зборот фригидност. Значи јас полова равнодушност. Значи, се обидов да ти објаснам речник. Колку пати си кажал во сред бел ден дека ти паднал мрак на очи. Не е темница, не е ноќе, ама ти паднал мрак. Значи, дај малку метафора, дај малку дух, дај малку шега, дај малку насмевка, фригидност на политиката, па да, нечувствителност. Кога некој ти вика нема Македонија и македонци, тоа е фригидна политика, тоа е нечувствителна политика. Јас постот го напишав, само дозволи да завршам сега, поради незината страст. Ама не со права. Ако некој ја малтретира Македонија, тогаш ја силува, а не е фригидна. Па ајде напиши таков пост. Кој? Па сме напишали сите. Само вас санкционира како државен функционер. Значи погрешен термин сум употребил. Па не, значи видите се, напишам нов пост. Фригиден значи дека е рамнодушен. Госпожата не е рамнодушна. Госпожата не омаловажува, значи не. Добро, вака се, ако сакаш. Госпожата од Пазарџик, значи госпожата од Пазарџик. Значи како била, она бега од Пазарџик, ама Пазарџик не може од неа да избега. Има контрадикторност. Прво, кучка е карактерна особина. Ние го употребуваме. И добро, што ова фригидност е неделотворност, но фригидност и свршување не одат едно со друго, како тоа не се обидуваш тоа да го разбереш. Значи ако била фригидна не може да свршува. Така ако свршува, тогаш не е фригидна. А што под кучка подразбирате? Например, еве се, она за фригидна не можеме да се договориме, ама еве за кучка дали можеме се. Лоша тилок малку. Лошо тилока? Па добро. Значи, а така како ви изгледа политиката? Кода те инструирала Захариева да ме викнеш на емисија и сега да дотепаме. Немој, сепак е дама, сепак е министерка, сепак заслужува почит. Значи жената не се прибира од телевизија на телевизија во Бугарија оди. Добро. Што се вика хулахопките или чорапогашките не може да ги смени, она се пева уморена BTV на БНТ, на Панорама, на БНТ 1 и така натаму. Прво, на тој пост следуваше за неколку минути нов пост во кој ги објаснив овие термини. Контрадикторни и метафори. И потоа следуваше уште еден пост дека јас нема да го повлечам постот. Тој не си го прочитал, како што
Петар Чауле рекол што плукам, нели, ја не лижам за разлика од Александров, нели, и Протогеров. Са го околу Мајскиот. Сега кој Пасиев и тој што плука не лежи. Значи вие сте двајцата, ја и Пасиев. Кој беше Пасиев, само подсетим? Бевте на дебата, мислам на телевизија, Не, ако не се лажам. Ако мислиш на овој правникот, професор... Имате телевизиски дуел, ако не се лажам. Не сум имал може би грешка. чест. Може би грешка. Не, никогаш. Усори сакавте да имате, да. Повикувавте да ве поканат, но не ве покани на ТВ дуел. Мислам дека имаше таков некој. Можда некој тези не е битно. Сум сакал можда јас да сега се чувствувате како херој или како жртва? Гледате, македонскиот народ после долго време повторно застана за Зоран Иванов. После тој статус што го напишавте дека Бакојана и Захариева. Не, прво не се согласувам дека македонски народ застанал зад мене според тој статус. Не застана, бидејќи знаете, бидејќи му беше нешто да застане. Бидејќи достоинството им беше на македонците изгазано и сега се уште им се гази. Зоран Иванов не му е прв пат ова. Секогаш кога достоинството на македонецот и на македонците било загрозено, ти си помлад од мене, не памтиш, уште од времето на Цола Драгојчева и тие бранови антимакедонизам од Софија што доаѓа од времето на Тодор Живков, Зоран Иванов така реагирал. Уште има веројатно и некои архиви и снимки во Радио Скопје, нели сега Македонско радио. Така што не е ништо ново мојот однос кон и тоа не е само поради Захариева. Јас ќе бранам и друг народ и друг идентитет, ако биде загрозен. Видите, седначи Каракачанов го нарекува Заев бугарин и го нарекува не само дека обичен бугарин, туку дека бугарин кој споро мисли. Не одиш, не патуваш Софија, нешто да ги поканиш на разговор овие имиња? Ќе ги поканам, ги канам, да, но сакам и вас да ја прашам. Толку ли немате одговори, па имате потреба да кажувате кого треба да канам, да уредувате одредена емисија, да сугерирате така натаму. Кому се обраќаш во мужина кога вас, зборуваш? Па добро, ве персирам, секој што е гостит во моја емисија, му се обраќам на вие. Лете Каракачанов му се обраќа на Заев дека е бугарин кој споро мисли. Што мислите, дали зборот бугарин за некој што е македонец е поголема навреда или зборот кучка за бугарка е поголема навреда? Што според вас е поголема? Ништо не мислам. Како ништо? Ништо. Сигурно мислите. Јас сум ја навредил господја. Вие сте човек од 40 навредена. Вие сте човек од 40 години коментира настани. Сте били уредник на Македонска радио, главен уредник на Македонска телевизија, главен уредник на многу телевизии во државата. Вие сте истренирани да размислувате, да коментирате, да анализирате. Прв пат ве гледам сега во една пасивна позиција. Не, ќе почнам јас да ве персирам сега. Кажете што да кажам, ајде. Па не знам сега. Што сака да кажам, тоа ќе кажам. Па видите. За Каракачанов ли нешто треба да кажам? За Зоран Заев ли треба? За Захариева ли? За кого? кого? Јас ве прашувам за Каракачанов, кој го навредува Зоран Заев, кој го нарекува бугарин. Викам што е поголема награда. За мене е многу поголема награда некој бугарин да наречи македонец дека е бугарин, плюс тоа да го наречи дека споро мисли. А споро мисли, знаеме кој мисли споро и кој не може да се изрази или кој не може да зборува или има коефициент на интелигенција низок. И тоа не е навреда ако е Захариева фригидна кучка. Гледате. Кој вели дека Каракачанов не навредува? Па навредува, тоа му е речникот. И тој нек се носи одговорност. Имате проблем тоа да окажете, па 2 минути тука ќе се фемкаме ко млада невеста. Вие сте човек кој коментира настани. Ти е многу смешно се. Дали е навредливо? Па нормално дека е навредливо. А како, зошто премиерот не реагирал? Ќе морате нему да му го поставите тоа прашање. Јас мислам дека он води некоја смирена, мудра политика во однос на Бугарија. Зошто да ги затвори вратите? Зошто да се служи со исти алати со кои се служи бугарската страна? Тоа е теза на ајде се испокараме пак. Смирена и мудра политика. Се кејате во 90-тите години во НИП Нова Македонија, пишувавте вие во Пулс, нели во НИП Нова Македонија, не ни дава плата. Не ни дава плата 1, 2, 3 месеци и така натаму. Па лошо сте работели. Па не знам се дали лошо работеме, но не дава плата. Ние во Пулс имавме тогаш, тераш имавме све, не е битно. Тоа што имаше виз дека на крај ќе си донесеме и сами јаженце за да може да обесете нема се буни. Ја знам таа приказна. Ја знаете таа приказна. Гледате сега вас ве менуваат и ве велите една мудра политика во однос на Бугарија. Значи вие сте сега вработените во НИП Нова Македонија на кои не им дале 4 месеци плата. Како треба е Васко Ефтов да ви објаснам дека јас сам си... И вие сега викате фала Заев што ме смени, тоа е доказ дека водиш мудра политика. Нема врска, моето сменување со македонско-бугарските односи немаат никаква врска околу водењето на политика. Сум прекршил кодекс на однесување, се пожалила господјата, се јавила на телефон, предпоставувам на својот колега Османи, рекла овој вашиов, нели, слушам дека бил државен некој си чиновник таму, а еве и државен чиновник ме навредува, така се почувствува, он веројатно свртал на премиерот на телефонот, дајте на влада и приказната е завршена.
процениле дека јас сум подпишал кодекс на фино однесување, нели, на државни службеници и сум го прекршил и разрешиле. Тоа нема врска со политиката што Македонија и актуелната власт, па и опозиција ако сакаш, ја го третираат сега ги третираат македонско-бугарските релации. Не согласувате со политиката на Зоран Заев во однос на Бугарија? Ти се согласуваш? Не или вие се согласувате? Не согласувам. Добро, еве ја не се согласувам. Видите, господине Иванов, вие бевте портпарол на Бранко Царенковски. Не сум бил портпарол на Бранко Царенковски. Бевте и во влада и бевте за однос со јавноста. Добре, еве можеме. Бевте на влада. И бевте за однос Црвенковски. И бевте за односи со јавност во кабинетот на председателот на Република Македонија. Кога вие работевте со Наташа Савова? Не сум работел. Значи 50 пати тоа се обидувате, значи се обидувате во парламентите и Наташа Савова секој сме биле ден и ноќ. Мисля, че минатиот пат, Океј, ако имате потреба, еве кажете го сега. Ама кажете го се, нема никаква потреба. Ја не може да влезам кај Црвенковски во кабинет кога ти влегуваше. Ама јас не сум влагал преку Наташа Савова, сум влагал бидејќи Црвенковски ме респектира. Како што ме респектират и други председатели, како што и сега влагам кај председатели, како што сум влагал и кај председател. Ја не сум респектиран и се не можам да влезам. Па добро, сега тоа, ако тоа вас ме фрустрира, ако тоа ме фрустрира, тоа не е проблем. Кога ви велам колега Ефтов дека јас сум и лош соговорник за оваа емисија, вие викате не дојди на емисија. Ќе ви закажеме ако треба кај премиер, кај председател, кај било кој од бите замолил, да, баш имам некои потреби може. Па добро, може ќе подискутирате на таа тема. Револуцијата ги јади Иванов своите деца. Еве вас вие додуше вие не сте дете, а додуше ни тоа не беше баш некоја револуција, шарената револуција, но револуцијата ги јади своите деца. Шарената револуција и беше револуција. И вие се боревте против заробена држава. А сега имате замолчена држава. За Facebook статус се менува државен функционер. Се извинувам, во кој свет живееме? Во кој век живееме? За Facebook статус се менува државен функционер. Не ми е јасно елементарно дека тоа прашање не треба мене да ми го поставувате. Така јас сум условно да речам жртвата. И добро, кој жртва не треба да имате став. Не треба да имате став кој жртва. Па баш жртва да треба да имате став. Значи ако некоја жртва е силувана, таа треба да рече, видите, ја не треба да кажам дека сум силувана, треба... Ти ми поставуваш прашање, не ми дозволуваш да одговорам, се конструираш одговор. Еве ви дозволувам. Ама што, не си ми јасен во прашањето, што ме сменили се, што треба да направам? Да плукам по некого? Еве, плукам по кого? По Заев плукам, не треба да ме смени, еве ме сменил. Така, сум подпишал, нешто процениле дека на влада. Напишале ли уште еднаш тој статус? Како? Дали уште еднаш би го напишале тој статус? За Захариева и за Бакојанов? Тоа се моменти на инспирација. Па би дошло ли уште еднаш момент на таква инспирација? Зошто да не? Еве таа изјава многу работи. Не навредо нас може и за вас ефто нешто да напишам позитивно на. Јас нема да ве сменам. Нема ни да ви реагирам, бидејќи тоа го сметам за демократија. Не би е лоша идејата да напишам уште еден статус, можеби ќе ме повратат пак по некој. Не, сега треба да ги фалите бугарите. Ќе се ослободи место директор на државна телевизија, ако ги фалите бугарите, може ќе таму одам многу често и има многу луѓе за фалење, навистина. Европски, цивилизирани, меѓу кои новинари и политичари, некои јавни личности, но за жал таму исто е таму еден информативен мрак. Тие гласови не можат доволно да бидат артикулирани. Поклопено е се со таа дневна политика, се е подредено на изборите сега во март. Ќе видиме. Добро, Иванов. Еве, бевте со Црвенковски во Софија. Кога Црвенковски ја дава и има она легендарна пресконференција кога ги шамара бугарските новинари после средата со Прванов. Бевте тогаш во Софија, претпоставувам бидејќи бевте за односи со јавна за кабинет. Не беше друг колега, беше. Не е важно. Беше друг колега, мислам од агенцијата за информација во тоа. Но бевте во кабинетот. Не бев тогаш во кабинетот. Па добро е. Во Софија немам отидено со. Не, бевте дел на кабинетот на Црвенковски во тој временски период. Не. За време на тој период кога бил во Софија, јас не бев. Таа пресконференција се сеќавате на години нешто. Се сеќавате на таа пресконференција. Кога ги шамара бугарските новинари. Кога подостоинствено се чувствувавте? Кога Црвенковски тој им го кажуваше на бугарските новинари или кога го гледавте интервјуто, веројатно го гледавте интервјуто на Зоран Заев за БГНЕС, за Љупчо Нешков? Еве, Васко Ефтов, ја не сум политичар и не ја водам политиката и не можам да знам, ги знам целите кои се на таа политика и дозволи и таа политика. Дозволи целите. Исплашени сте. Прв пат стран гледам ке вас. Исплашени сте да дајте одговор. Видите, тоа е чудно едно. Значи, не бевте исплашени во време на Груевски, исплашени сте во време на поисплашени од мене, еве ќе ви кажам од која причина. Еве ќе ви кажам, затоа што јас немам причина од ништо да се плашам. Од што би се плашал, поготово не од темите за кои. Па зашто не одговарате?
Кому да Го одговорам? гледавте ли интервјуто на Баганес на Зоран Го Заев? гледав, нормално го гледав. Се чувствувавте ли навредено, мизерно, да речеме да признава една заедничка историја? Имаме ли ние заедничка историја Значи, 44? Дали од 44-та сме имали историја? Се ќе ви кажеме на рече. Ајде слободно. Многу лесно е да се правиме мангупи сега, иако мојот статус што сум го напишал, секој ден да пишуваме, дури и врните политичари да пишуваат кој ве шиша, вие сте вакви, онакви, бугарска работа, не играме со вас веќе. Најлесно е да се рече не играме. Но јас не сум се фатил да водам политика. Не сум во политиката, не сум политичар. Тие луѓе што се нафатиле, веројатно си одредиле некоја матрица, прават некои стапки, некои чекори по цена и на саможртва, никого немам предвид. Како теорија зборам, по цена и на личната политичка кариера, може би и така натаму. По цена на вакви впечатоци во јавноста, нели? Може би нарочно го прават за да отворат максимално колку може простор за некаква македонска интеграција кон поразвиениот свет. Ако е тоа жртвата, ќе видиме каков ќе биде епилогот. Секогаш можеме да плукнеме по некој да кажеме дека да ме понижи ова или она изјава. Но да видиме која е целта на тоа. Така. Мислите дека Каракачанов е голем херој? Или Захариева, кажете ми, дали се тие големи херои во вашите очи? Значи, Иван, затоа што те негираат како македонец. Кажи ми го тоа. Кога ве Не, слушам, дали се херои? Кога ве слушам, Кажи ми Васко ето, кажете ми, Не, дали се тие луѓе за вас лично херои затоа што ве негираат? Не. Тоа е Споменик дигнете им тука и на Каракачанов и на Захариева. Тоа е еден историски отпад за мене. Значи тоа е историски отпад. Всушност отпад е и нешто што може да се рециклира и да се искористи. Ова се тотално некорисни структури. Добро, ти како ја замислуваш релацијата за решавање на проблемот со Видите, Бугарија? релацијата не може да биде еднострана, може да биде двострана. Добро, и не е двострана. Ви имате на таква драматична фрустрација, таква драматична пизма од другата страна, кај што не се, тоа веќе не е неомаловажување. Тоа е едно мизерно понижување. И констатирам, и точно е тоа, и се што правиме. Но гледате, тоа што јас сум запрепастен со кое лесноте, ова емисија ќе ја пуштиш на YouTube, и сега публиката ќе гледа, и ќе вика вака, леле, браво бе, Васко, ето, ние иста болка чувствуваме. Со кое лесноте, со кое лесноте вие вашата смена ја прифаќате. Па со таква лесноте ни смената на Геровски не ја прифаќате од Велја Рамковски. Вие сте дури и горд и благодарен од кого? Од Велја Рамковски кој беше сменат како главен уредник на Шпиц. Вие со таква лесноте ја прифаќате вашата смена. Па сте му благодарен на Заев. Дури јас мислам дека не вака. Прво, ја дури мислам дека доброволец. Прво ми подметнуваш сега терминот благодарен на овој или на оној. Никогаш тоа не сум го рекол дека сум благодарен. Вие велите управо е. Вие велите во право е. Јас зборам за политика. Мудра политика. Тоа го кажувате. За политиката мислам дека е мудра. Таа е политика. Значи тоа што сте сменет. Не, батали тоа сега јас што сум сменет. Тоа што сте сменет за став е мудра политика. Сужино, прво тоа не е став. Тоа е замолчување. Тоа ја што го запишав не е став. Ти си новинар со искуство и треба да знаеш што е став, што не е став. Тоа е така еден вербален деликт, да речем, симпатичен. Во 21 век, во 2020 година, се каснува во некоја демократска држава за вербален деликт? Тоа прашање ќе го поставите таму кај што ме разрешиле тие. Не знам јас дали се казно или не се казно. Ете имам. Вака ко Ганди смирено ги прифаќате работите. Па вие сте печен да ве пуштат. Извини малку ми се смешни тие прашања, дали се прифаќате, не прифаќате. Видите Иванов, малку за мали. Вие сте печен. Кој игра за мали деца. Вие сте печен сега да ве пуштат со брусалица, оние шахтите да ги брусите, кон на вергина да го ваите. Значи вака ко прифаќате све од Зоран Заев. Кој ги ставаше тие шахти по Никола Груевски ги ставаше. Не. Мислам дека Никола Груевски времето Никола Груевски се тие шахти ставаа. Тогаш реагираше тогаш? Да, реагирав, за све сум реагирал. Не, за тие шахти да не ги стават, не реагирал. Или аплаудираше? Не, ама знаеше дека кога тогаш ќе мора да ги тргаме. Ама нит сум аплаудирал, а сум реагирал. По која смисла? Си поддржувал, така? Не. Па се направив емисијата за Никос Груевски, како сум можел да поддржувам. И направив емисијата за да пратам порака дека секој во своето семено стебло има одредени работи. Тоа што го сеќавате се жигосува луѓе на некоја државна функција, секогаш можете да бидете сменети за 4 емисии забранети. Што сакаш да кажам? Да ја осудам владата што ме сменила. Еве, те гледам во очи и ти кажам, ја осудувам владата затоа што ме разреши од функција член на надзорен одбор на МИА. Фала Богу, нешто да осудите. Да повторам уште еднаш. Значи многу силно го осудувам чинот што го разреши Зоран Иванов. Под притисок на господја Екатерина Захариева. Инаку си рекол како све прифаќате, ќе ве пушта со брусалица тие шахтите да ги бришите. Вергината на шахтите да ги бришите. Има време, ако треба и тоа ќе помогнеме нешто. Само нека тргне ова државичево напред. Ова популистички твој дизајн, леле колку сум повреден од Каракачанов од ова, јас го напишав. А тебе не видов тоа да го напишеш така? Јас го напишав. И ме сменија заради тоа.
Ти не ги осуди со ништо од бугарскава страна? 5 емисии направив. А, добро, извини, Значи, ќе морам да ги поварам. Значи 5 емисии направено. Посебно за бугарите. Знам, ама ни ти, ни ја не ја водиме таа политика. Значи, Иванов, мене бугарски министер ми станувал од интервју, Божидар Димитров. Покојни Божидар Димитров, кој е потпишан договорот на 1 август 2017 година. Тој беше ученик на Цола Драгојчева. На Драгојчева. Велеше дека тоа е првата крачка на спојување на двете бугарски држави. Тој ми има станато. Сега за Бугарија ќе ме обвинуваат. Па ако некој е газел Бугарија, сум ја газела. Дури во Република имаше уводник еден во времето Никола Груевски, а после Катарина Блажевски имаше коментар уводник во Дневник, кај што велеше дека јас со моите интервјуа ги нарушувам добрососедските односи помеѓу Република и го спречувам патот на Македонија во евроинтеграција. Да, па јас знам. Значи тоа беше и во Република. Тоа беше и во... Добро, кажи ми вака, дали може со овие твои погледи на актуелните македонско-бугарски односи да ги решаваме работите? Или ќе се закопаме пак, како во времето на 70-тите години, 60-тите, 80-тите години, со еден Белински зид меѓу нас и Бугарија. Значи, дали, кога мене само да завршам реторички, не барам, не очекувам одговор од вас. Кога зборувам ја за мудрост на политиката, таму каде што си надвор од колосекот, а сакаш да влезеш на линијата, веројатно силата не помага. Не е на наша страна силата. Значи треба да се биде мудар. Во тој контекст јас кажувам дека зборувам и поддржувам секоја политика која ќе биде мудра и која барем милиметар Македонија ќе приближи кон интеграцијата. Не гледам јас друг како граѓанин, не гледам друг пат Васко Ефтов за Македонија освен интеграција во Европската унија. Не гледам друг пат. Ако има друг пат, нека, но не велам дека треба да станеме членка. Велам европските вредности да почнеме овде да ги донесеме. Но мудра политика. Не значи политика која вие прифаќате све. Тогаш што се? Инаку тогаш најмудри, тогаш Значи, може ли ја слушам Захариева и Каракачанов и бугарските државници и наша опозиција. Само да ви кажам, ја слушам дека договорот не се спроведува, никој не покажа што не се спроведува договорот. Така, паушално. Дали сме ние народ и нација кој е формиран 1944 година? Тоа го кажа во интервјуто за БГН Зоран Заев, а тоа така го кажа. Тоа го кажа и Владо Бучковски во интервју за бугарски медиуми и на средба со бугарски официјални лица. Дали според вас, а вие изградите кариера во Македонско радио, Македонско радио се сметаше како громобран и гласник на македонштината долго време пред појавата на Македонска радио и телевизија, значи беше НИП Нова Македонија, основно Нова Македонија, Врановци 43 година па Македонското радио. Ја не знам ова тврдење дека некој признал дека ние сме нација од 44-та не е точно. Дали за вас е прифатливо? Па што значи заеднички историја? Може ли да ми дефинирате? Значи, дали е факт дека ние македонците сме нација од 44-та? Не. Точно е. Не. Нација? Не. Значи вака, народ. Значи, Васко, знаеш подобро од мене. Зборуваме за народ и за нација. Нацијата се врзува со државата. Нашата држава е врзана 44-та со АСНО. Нашата држава. Немојте со тие тези. А вие вратете се македонскиот народ, македонскиот јазик. Има ли курдски народ? Има ли курдска нација? А има ли нација? Па нема држава. А значи само нација. Па народ се. Па народ е по-темелно од нација. А што бе албанците на Косово нема држава до пред 12 години? Еве направе држава, стана и таму нација. Они се нација уште со Албанија. Не така. Црногорците направи пред 15 години. Фрламе на луѓе што гледаат и фрламе прав очи. Значи, ако некој рекол дека македонската нација од 44 година, кажи ми ти од која година е македонската нација? Не кажи ми од која година е македонската нација. Македонската нација природно зрее ко сите нации во светот. Нациите почнуваат 18-19 век да се формираат во модерна форма. Значи не мора да има подписи печат. Не, Иванов, сериозно, значи вие не промашувате малце. Вие сериозно промашувате. Значи црногорската нација постои стотици години, а формира држава пред 15 години. Ако така почнеме да ги кнежевство било уште пред 808 година. Нација на референдум прават кога се одвојуваат од ЦР Југославија. Во уставот уште од 45 година, значи во уставот уште од 45. Кога да речеш дека ние 91 сме направиле референдум, па сме нација. Ке буните глупа теза, значи тоа е проблем кога ке буните глупа теза. Кај кој нас? И кај вас. Значи ке буните глупа теза и после значи толку жилово ја браните таа глупа теза, дури ми е непријатно да слушам и викам на македонски пошто реч некој глупава се вика не глупа, нели
пошто вадиш правопис на македонски Добро. јазик. Па јавен медиум треба да го негуваш македонскиот јазик. јазик. Фригидност сум бил во право, ако сум го толку како сексуален збор, а не Да, како но метафора. види во говорот има и малку и метафори, има драматургија, има. Или прифаќате тоа што ќе кажам, или не прифаќате. Прифаќаме, се прифаќаме. Не можете вие како шведска маса да земете тоа што сакате, тоа што не сакате да не ви одговара. Не во овој случај. Значи тоа што покажувате непринципиелност, а вие цело време нели сакате да бидете принципиелен, да ви доживуваме принципиелно. Вака сега покажувате на загрежувачка непринципиелност. Погрешно си ме погрешен печаток има. 25 години сме работеле во медиуми заедно. Сме имали уважување. Сега пробувате во емисијата, нели еве да се изразувам литературно, пробувате во емисијата да покажете нереспект кон мене бидејќи не ви се допаѓаат прашањата. Не, од каде тоа? Да, Јас да немав респект кон вас кој ефтер немаше да дојдам во ваша емисија, нели? Господин Иванов, нели е за вас навредлива тезата дека македонскиот народ постои 1944 година? Никој тоа не го рекол. Сите го имате. Не, никој не го рекол. Тој го барат. Па Значи, видите, па слушате, не правиш разлика меѓу нација и народ и тука нема муабет. Како може да не правам разлика помеѓу нација и народ? Не знам, јас се прашувам. Како може да не правам разлика помеѓу нација и народ? Видите, бугарите сега имаме две историски личности. Од кога е македонска држава? Не се ти испаѓа се правиш голем македонец, ја нешто против Македонија. Прво тоа не коректно тоа е ствар. Држава. Значи, од кога е македонската држава? 29 овој ноември 1943 година и 2 август 1944 година. 29 или 2 август, кој датум? Па добро, тоа се двата клучни датуми. Нема клучни. Кој датум е формирана македонска држава? 2 август е формирана македонска држава. Тоа знаеш како ти намера си имал за држава. Врз на одлуката на 29 ноември 1943 година. Сега ако веќе формално правно треба да ги поставиме работите. Така е формирана македонска држава. Асном се повикува на одлуките на Авно и на второто задание. Не е важно тоа. Што е спорното, не те разбирам. Што негираш? Некој рекол дека Македонија ова нацијата е од 44-та. Вите, господин Јованов. Значи не рекол народот е од 44-та. Не сме ни јасни вие. Не е ни Каракачанов. Ако некој нацијата е врзал со држава и правилно се изрази. Ни Бојко Борисов да одлучат, па добро, од кога постои? Нема намера никого да брана. Тие што се даваат изјави ќе се забранат сами и ќе си ги толкуваат изјавите. Кога е формирана кога е формирана бугарска држава? Сега кога е милион пати е формирана и расформирана уште од кризето таму. По таа логика, зашо ние разговараме за браќата Миладиновци кои се родени пред да биде формирана бугарска држава? По истата ваша логика. Бидејќи нацијата е формирана која е формирана државата, тоаш како можеме да разговараме за браќата Миладиновци кои се родени, па и Гоце Делчев е роден пред да биде формирана бугарската држава. Или од 878 година е кнежество, па после тоа нели е формирана автономија, па после тоа е кнежество или од 885. Не сам да кажам. Била и не била и била и не била и едно години и поише не. Не, ама видите, не навлегуваме. Ама не влагам. Гледате, се ние имаме викаме македонскиот јазик е кодиран пред бугарскиот затоа што последното кодирање на бугарскиот се случи пола година после македонскиот. Ама Иванов. Пред тоа е кодиран, не знам 10 пати. Значи ние го имаме цар Самуил за кој се спорат бугарите и ги имаме браќата Миладиновци. И помеѓу цар Самуил и браќата Миладиновци имаме 10 века. Ако сме народ кој има заедничка историја, тоа е барањето на бугарите. Дека ние имаме заедничка историја, затоа е битна датата. Бидејќи тие сака да докаже дека до 1944 година ние сме имале заедничка историја. Тоа е суштината на бугарското барање. Ама не сега да ти зборува за историја, некој. Ама не за историја, класично политичко прашање. Тие инсистира дека имаме заедничка историја. Стео Пендаровски вели не можеме да говориме за заедничка историја. Тоа е апсурд да говориме за заедничка историја. Ако ние имаме заедничка историја, тоа значи дека по вашата логика ние сме имале една историја до 44 година, а бидејќи сме се формирале како нација 44 година, тога сме имале друга историја од 44 година. Така јас ве разбирам. Кого разбирате така? Вас. Како сакате разбирајте. Има ли заедничка историја со бугарите? Има сега Имаме ли заедничка историја со бугарите? Сега ќе ви кажам одговорот. Покрај Црвен крст има еден графит на зградата на Црвениот крст со крупни букви кога ќе поминувате Ефтов натаму, прочитајте го, многу интересен и многу е поучен и со силна порака. Некое дете веројатно паметно го напишало и вели вака: разбудете се и доста сонувате убаво минато. Дајте направете нешто сега за убава сегашност и за убаво утре. Стои таму графито. Колку коментари и уводници имате напишано за македонско радио? Токму на бугарското прашање. Го имате Растур систем Лјупчо Јоргиевски правено токму за бугарското прашање. Точно. Од каде сега одеднаш ова гандистичко толкување? Треба да влеземе во ЕУ. Немаме друг пат. Немаме друга алтернатива. Дали до сега македонската политика во однос на бугарските проблеми, нели? Дали дала резултати? Значи не дала. Сега нас ни треба да ни се отвори вратата за Европска унија.
За да се отвори таа врата, имавме два проблема. Едниот со Грција се реши. Се реши како како низ бодликава жица да поминавме, излеговме крвави. Ама поминавме. Ама вие уживате да бидете во улога на мазохист и на жртва. Дали македонската политика во однос на Бугарска што предлагате вие Ефтов? Да прекинат преговорите, ова што го бара опозицијата? Ама не, зашто да прекинат преговорите? Да разговараме уште 300 години. Нема зашто да прекинат преговорите. Не може да се преговара за некои работи. Може ли да се преговара за некои работи кои се глупи и апсурдни? Па и нема да се преговара. Ама се преговара. Ама нема да се преговара. Вите што е като ни. Ако е бугарската политика толку ригидна кон Македонија, ако ти вика вие ќе потпишете ова, ќе потпишете она, нема да се потпише, така? Мојата теза која е сега? Ако на бугарите им треба нешто од историјата, јас вака галант ќе речам, земете што мислите дека е ваше. Толкувајте си како сакате. Само не терете нешто да потпишеме за да не оставиме трага за едни генерации. Но идат и други генерации. Има архиви и во Берлин, и во Вашингтон, и во Лондон, и во Москва. Така не само во Скопје и во Софија. Има секаде архиви, ќе дојдат и други генерации. Тие историски настани кои се замрзнати во минатото, тие се неменливи. Ние можете да зборуваме се колку сакаме што сакаме, не се менуваат. Кој како ги толкува до сега, да видиме по 20 години, по 30 може поинаку ги толкува. Што нас сега нас ни треба? Сега ни треба интеграција. Јас не велам дека по секоја цена се разбира дека никој не може да ти го негира твоето чувство, твојата припадност, твојата држава, твојата нација и така натаму и мојата, нели, заедничката македонска. И тоа е таа црвена линија, така? Вите Врнов. Што предлагате вие како да се води политиката? Тоа не ве разбирам. Ако дипломатијата е шминкане на држава и лице кое таа држава ја продава во светот, тогаш ова шминка на Захариева, ако шминка на некоја жена во некоја селска кафана во 3-сатна сабајле, на разлејана шминка, или Зоран Иванов на таа линија, на таа шминка нешто направи. Што направи Васко Ефтов? Да, еве кажува Васко Ефтов. И таа шминка, каде кажува? Ма у своја емисија, кај можам да кажам? Ајде да те кога ќе ме покана до друга емисија, ќе кажам тоа. Значи еве јас ве канам, ја кажете ке мене. Сега ја ќе ја бранам. Ако ти ја плукаш, јас ќе ја бранам, да знаеш. Слободно, па видите, може ќе врата тоа што ми е. Овие ако ја браните. Да. И таа шминка, таа една разлена шминка личи на оние рушки девојшки некаде за Нова година прославите, кога ќе се врата дома, не знам дали се враќаат пиени или бремени. Тоа е она бугарска политика и бугарска шминка на Екатерина Захариева. Добро и сега вие велите, дали е успешна македонската политика? Не, да беше успешна, ќе бевме во Европа. Па не е прашањето дали е успешна македонската политика. Прашањето е колку е канцерогена бугарската политика и бугарското барење. И прашањето е сега, кој е одговорот на таа канцерогена бугарска политика? Па сигурно не е одговорот да ги симни мегаките. Значи, сигурно не видите, па кој ги симна гаќите? Па тоа го правиме. Па видите, тие понижувања, тие понижувања кои ние ги правиме во однос на република, тоа е недопустиво. Генерации ке не судат. За Каракачанов, за Захариева уште сега, еве и сега пак можеш нешто да кажеш вулгарно, да повториш, ако тоа вака егото ти го прави големо. Но што од тоа има Македонија, кажи? Океј. Што има? Сакате да ви кажам? Да, што има? Па видите, зарем не ја сваќате бугарската политика? Не ми кажувате за бугарска политика. Ама зар не ја сваќате бугарската политика? Никогаш нема да не прифатат како македонци, бидете сигурни. Па они не сака да постои македонска држава. Добро, тогаш нема да бидеме членка на Европска унија. Океј. Па суштината да ни важно е да се проба се. Суштината е да ни постават нашата дипломатија треба да ги прати, Васко, нашата дипломатија мора да ги прати сите сигнали дека се што може ќе направи. Дека ја крена летвицата на највисок. Ако и преку таа летвица не дозволува бугарската страна се помине, нема се помине, ќе се останеме таму каде што сме. Океј. Има две битни точки. Не гледам зошто проблематизирате нешто што е многу јасно, нели? Има две битни точки во бугарската политика и стратегија кои ние треба сериозно да ги сватиме. Прво, тие не сака да бидеме држава. За да не бидеме држава не треба да бидеме членка на ЕУ. Ако не бидеме членка на ЕУ, тогаш ќе играат на албанската карта, го извади оној несреќен Ким Мехмети, да не омаловажува, да не напаѓа дека сме творба на Тито, на Джилас и така натаму и така натаму. Значи све они пробат преку оној Лјупчо Нешков да направат и водат една брутална агресивна политика во однос на Македонија. Ќе играат на картата на незадоволство на албанците, незадоволство кој нема да се појави само кај албанците во Македонија, туку преку Тирана ќе бидат поттикнати албанците во Македонија, бидејќи Македонија кој има вето од Бугарија, ќе има и Албанија вето за отпочнување на преговори, тоа е едното прашање. И второто прашање е да нема попис.
Бидејќи бугарите се плашат од попис во Добро, Република кажи ми Македонија. што сега? Видите, не сака да постои Не, Република добро, ама Македонија. Што сега Македонија? Не сака да постои Република Не сакаат, Македонија. јасно е дека не сакаат. И тоа го прават. Јасно ми е, сум пишал мал милион редови за тоа дека не Затоа сакаат. се овие брутални понижувачки барања кои се достават. Добро, да, и што не сега? сме, ама не сме народ од 44-та година. Добро, и што сега, Не што? можеме да го прифатиме тоа. Не, никој не рекол. Не можеме народ, да прифатиме значи, заедничка цело историја. време форсираш термин народ или нација. Ама има реши се народ или нација. во преамбулата има на договора за добрососедство од 1 август во преамбулата дека имаме заедничка историја. Пробувам да ги охрабрувам нашите дека не треба да прифатат заедничка историја, они имат прифатено. Морам да го кажам пред македонските. Прифатено во преамбулата. Во преамбулата е прифатено дека имаме врз принципите на заедничка историја. Ние имаме прифатено дека ние со грците заедничка, со србите имаме. Што ни е заедничко со бугарите? Сите на Балканите има. Ивано, што ни е заедничко? Па не знам, еве, нели македонско ова како што ни е заедничка историја? Како ќе дефинирате? Како ќе дефинирате бугарска бригада, не? Како ќе дефинирате што е заедничка историја? Не знам јас, тоа ќе си ги прашаш историчари. Не, ама ние имаме во преамбулата на договорот за добрососедски односи, за добрососедство и пријателство дека имаме заедничка историја. И ние прифаќаме. Може ли народ? Чекај се, ние сме прифатиле, тоа значи прифатила и другата страна. Кој има заедничка историја? Па не знам, прашај ти. Само народ кој исти има заедничка историја. И тоа е тоа кукавичко јајце што ни е пикнато нас во македонската современа. Ние со албанците имаме заедничка историја или немаме? Со албанците. Како можеш да кажеш дека само народ си имаат посебни истории? Па на еден простор, во еден конгломерат што е Балкан, на така измешани народи, на граѓани, на сите има заедничка историја. Ние со албанците имаме заедничка историја на овие простори колку сакаш. Ние имаме со грците. Не. Позитивни, негативни историски процеси. Имаме заеднички личности. Со србите, имаме заеднички личности и заеднички настани, но не заедничка историја. Заедничка историја значи дека е заеднички или исти народ. И тука е целата работа. Значи не можеме да имаме заеднички личности, да имаме различно толкување за Гоцелчев, различно или исто толкување за Илинденсково стање, но не можеме да речеме дека имаме заеднички историја. Што значи договорот? Тоа значи ако таму стои дека имаме заедничка историја, тоа значи дека историјата на Бугарија е македонска историја. Може така да се толкува? Тоа значи Иванов. Не. Зошто така не го толкуваш? Ти го толкуваш, видиш колку си оптоварен. Ти толкуваш дека тоа во договорот е бугарска историја во Македонија. Јас го толкувам обратно, дека бугарите признале дека они имаат македонска историја. Кога некој македонски историчар, ако сакаш да карикираме, кога некој македонски историчар, македонски политичар велел дека Варна е македонски град, дека Бургас е македонски град, дека Созопол е македонски град. Никој, за разлика од нив. Бугарските политичари постојано велат Охридска архиепископија. Добро, стаги бугарските. Што велат нашите историчари? Не велат ништо. Никој не сме спореле за Варна и за Бургас. Никој за Добруџа не сме спореле. Дали некој од македонските политичари, македонските историчари рекол дека Охрид е бугарски град? Кажи ми дали некој рекол? Зато заедничка историја. Не сме го вметнале ние. Тоа така подметнувачка нација дека некој рекол дека сме од 44-та народ. Заедничка историја може да има само исти народ. Нема сега, ако ми држиш ти предавање по час, окей, ајде да слушам. Ама видите се, давате глупа теза, ева да бидам литературно коректен, и после не оставате некој да, па да, видите, не може човек да не реагира на глупа теза. Заедничка историја има народ кој е поделен во две држави. И тоа е нивната филозофија, нивната доктрина, пак е Берлински зид помеѓу двете бугарски држави. Јас реков пред малку. Тие можеш сака да зборуваш. Ами како може да се прифатиле додека не се стави македонски подпис, се ставен македонски на заедничка историја. Излага Пендаровски единствен кој тоа го разбира таму у таа власт и вели не можеме да прифатиме да имаме заедничка историја. Па што го прифати тој договор за добрососедство кај што имаме заедничка историја? Па тоа сега ќе биде и рамка направена, ставена во преговарачки процес. Ама се извинувам се, не можете тоа да го толкувате пежоративно. Не е тоа ништо. Може би ние да го направиме. А како не цело време кажувате? Тие нека мислат ти што подпишуваат и како толкуваат и како ќе спроведуваат. Јас говорам само договорот е рамка. Второ, околу заедничка историја. Што бегаш постојано од таа теза? Ако бугарите толкуваат по заедничка историја дека тоа е историја на Бугарија, од Бургас до Охрид, така јас толкувам дека тоа е заедничка историја македонска, ама не бугарска, од Охрид до Бургас. Може така ли да карикираме до крај? Па така, читај го договорот, зошто го читаш? Јас не префаќам. Ти го читаш договорот кога си од Варна. Јас го читам како да сум од Охрид. Не, Иванов. Јас не префаќам да имаме заедничка историја со бугарите. Бидејќи јас не префаќам да бидам припадник на народ. Чекај, со грците имавме заедничка историја. Со србите имавме заедничка историја. Ама нема таков договор, Иванов. Ма си видам, нема таков договор. Имаме ли со србите таков договор? Ајде, излага договорот, молим те. Отвори каде тоа ти пишува. Договорот? Да.
Ќе почекате 20 секунди, не, сака почекате бидејќи со овој човек така само може да се разговара. Не, нека одисла. И што си толкуваш? Не, ма сако веќе ме прашуваш како тоа направено. Саке го најдам, ама не саке го најдам договорот. Не, нека оди камера цело време. Ама нека го најдам договорот. Не треба да го бараш, ич не се мачи. Ако ја мислам да ти тука на маса. Не, ма саке го најдам договорот. Не треба. Јас знам што пише во договорот. Пише заедничка историја. И ти ја толкуваш дека е тоа бугарска историја. Јас ја толкувам дека е македонска. И сега кај сме? На средина. Значи прво треба да сме понижени ако дел на таа треба да сме. Да сме понижени ако дел на таа бугарска фашистичка историја и македонска. Па ние се гордееме дека сме биле во таа антифашистичка коалиција. Тоа е најсветол момент на македонска. Па ја не икем тој дел, ако вие се гордеете што ние имаме заедничка историја со бугарите, бидејќи таа била, па вие, ти, значи јас ве персирам цело време, мислам свино. Видите, ние треба да бидеме пошироки од бугарите и да прифатиме ама се гледате. Контрадикторен сте, значи прво сте контрадикторен, второ, сега имате некоја грижена совест, сте напишали нешто против Бугарија, па се тука се перите, се оправдувате, па не било фригино, па било фригино. Не знам, ова ти е студио или психијатриска канцеларија, се почне психијатар да бидеш, цениш ова, јас како се однесувам. Сега фригиност се решава на психијатриски начин. Да, па фригидна политика, тој е медицински и психијатриски феномен, кога се да анализирате во дигитален речник, во ујакли, во било кој друг. Значи тоа е сексуален проблем кој се решава медицински и се решава психијатриски. Тоа е фригидност. Сега со нација или народ сега од 44-та, не ми одговори на тоа прашање. Нација почна да се формира, народи си постојат со векови, нации се формираат 18-19 век. Добро, и што прави тие нации немале држави? Па добро, македонската нација се формирале немале држави. Гарибалди не направил држава, така е направил нација сам. Сака да кажете дека дел на природбениците Не, ништо јас не сакам да кажам. Ја тоа што сакам да кажам, природбениците дека сакаш да ме толкуваш. Не, дел на природбениците. Дел на природбениците не учествуваат и нација од 44 година, прво мислам, немој, децата го учат во смолетка. Значи дел на природбениците учествува во процес на градење на македонска нација. Значи тоа не е со нож пресечено сирење, тоа не е беровско сирење па ќе пресечеме со датум и како со. Па видите, вие тогаш прифаќате бугарската теза дека нација се прави со акт. Не, ти прифаќаш бугарска теза, кога заедничката историја толкуваш како бугарска историја. Заедничката историја која ги поврзува двете држави и двата народи. Добро, стоп. Значи има елемент. Дали има две држави и два народи? Не, се обидно. Како го толкувате? Значи, имајќи предвид заедничката историја. Добро. Тој први дел на реченица. До крај, нема да вадиш тоа што ти одговара ко парче. Не, се видите малку, значи, трпели. Ама дај цела реченица прочита. Значи, имајќи предвид заедничката историја, кој ги поврзува двете држави и нивните народи. Значи, тоа е формулација. Две држави и две народи. И два народи. Кој има заедничка историја. Па има некои елементи вајде, нека кажете историја. Каква историја сме имале ние? Не знам. А се слушале ли бугарскиот став? Дека ние имаме една историја до 2 август 44-та, втора историја или друга историја од 2 август 44-та година. Не ми интересира бугарскиот став. Ама како не ви ставови интересира? Се политички, тие се менуваат во зависно од околности и така натаму. Ама Иванов, па не се сите ко вас кои ги брише статусите. Сега, кои лижа тамо кај што се плукнале. Значи има некои луѓе кои не сакат да бидат омаловажувани. Значи да бидат значи не можеме да имаме две држави и два народа и тоа некако не ти се допаѓа. И што не ти се допаѓа? Ко да си ти на страната на Каракачанов. Се така те доживувам, се извини. Видите, може да уживате како сакате. Значи бугарскиот став е следен, дека ние сме творба на Коминтерната. Добро. И на Титова Југославија. Ама не се видите добро. И на Титова Југославија. И дека што е нашиот став дека не е точно тоа, така? Да. Па дај да го афирмираме нашиот став. Ти ми го афирмираш бугарскиот став. Не те разбирам. Тоа е Ивано барањето на бугарите. Не, таму вика две држави и два народа. Тоа е барањето на бугарите. Таму вика две држави и два народа. Ние имаме до 2 август 44 година заедничка историја со бугарите. Ја мислам се вака, тие се ама тоа Заев им го признава. Тоа Бучковски им го признава. Со овој договор малку се прешли бугарите бидејќи признаваат со овој договор пред светот дека сме различен народ од бугарскиот и дека сме различна држава од бугарската. И дека ако сакаат да дојдат да бидеме иста држава, ќе треба пак да дојдат со тенкови како што дошле која година таму 41, нели? Што се бугарите, фашисти или ослободители 41? Бугарите, како граѓани се на државата Бугарија. Не. Што била бугарската власт во Македонија, фашистичка или ослободителска? Нормално дека била дел од фашистичката дека била фашистичка власт. Е заедничка или не е заедничка историја? Не, тоа не е дел на, види, во тој период биле окупатори. И тоа не биле окупатори на државата Македонија, туку биле окупатори на кралството Југославија, не било делот на партнерска Македонија. Може ли да имат
држави или народи кои едните се окупатори, а другите не се заеднички истории? Не заеднички настани, не заеднички личности. Дали може да имат... Малку ме изненадуваш. Еве ќе ти кажам дали може. Дали може да имат заедничка историја? Значи, ако биле окупатори, ако биле фашистички окупатори во Македонија. Ама историјата не е миг, сега нешто се случило и тоа замрзнато. Во тој период, биле фашистички окупатори. Во тој период. Што е тоа? Заедничка историја или не е заедничка историја? Тоа е заедничка историја. Ние сме биле поробени, тие биле поробувани. Да пробаме да разјасниме одредени терминолошки, политиколошки, па дури научни дефиниции. Што е народ, што е држава и што е нација. Иако, знаете, мислам дека тоа не треба ни да се објаснува, дека на сите тоа нас не е јасно. Постојат некаде помеѓу 8 и 10.000 народи во светот. Еден дел од тие народи се државотворни народи, еден дел од тие народи не се државотворни народи. Значи, еден дел од народите можеле и успеле да формира своја држава. Имале одредени национални процеси кои завршиле со формирање на национална држава. Тој дел на народите се претвориле во современа смисла на зборот, не според оно што кажува Едвард Кардель или што кажувал Сталин некаде пред 70 или пред 100 години, туку во една суштина на една западна наука, на една западна терминологија, значи тој дел од народите, од тие од 8 до 10.000 народи кои функционираат во светот, значи само околу 200 народи успеале да се трансформират во нација во современа смисла на зборот. Тие не се трансформират со еднократен акт, денес се формира држава и вие станувате по автоматизам нација, туку постојат национални движења кои траат 10, 20, 30, 50, 100 или 200 години и на крајот тие национални движења завршуваат со формирање на одредена нација. Но основата на формирање на одредена нација е да постои одреден народ. За бугарите не постои македонски народ, туку постои бугарски народ. И бугарскиот народ не преку национално движење, туку со еднократен акт на Коминтерната и на Титовите комунисти, бугарскиот народ е претворен во македонска нација. Тоа е суштината на проблемот. Значи, бугарскиот народ си бил бугарски народ и тој е формиран во бугарска нација на територијата кај што е денес на Република Бугарија. Меѓутоа, еден дел на бугарскиот народ кој живее во Јужна Србија, како што живее во Грција, живее во Албанија и живее на територијата на Република Македонија, не се трансформирал во бугарска нација, туку се трансформирал во македонска нација. Зошто? Бидејќи тој народ останала територија, која останала надвор од границите на денешна Република Бугарија, значи на територија на Република Македонија. Република Македонија е формирана 29 ноември 1943 година и подоцна на 2 август 1944 година како комунистички акт, како комунистичка творба, како коминтерновска творба, и таа држава која се потпира на бугарскиот народ го македонизира бугарскиот народ и го претвара во македонска нација. Значи не постои македонски народ, постои бугарски народ кој е трансформиран со акт на комунистичката власт во македонска нација. Тоа е она што го кажуваат бугарите. Тоа што го кажувам јас. И тоа што го кажа Зоран Ива. Тоа што го кажувам јас, почитни гледачи, дека постои македонски народ. Македонски народ постои и пред 2 август 1944 година. Теоретски, ако некој роден 1920 година, што бил 1920 година? Македонец или бугарин? Според толкувањето на Иванов, според толкувањето на бугарските историчари, на бугарските политичари, некој кој е роден 1920 година бил бугарски народ, а 1944 година станал македонска нација. Зошто? Бидејќи имал несреќа да остане да живее на територија на Република Македонија. Ако живеел на територија на Република Бугарија, ако успеал фашистичката окупација, ако фашистичката окупација останала трајна, тогаш тој што роден 1920 година ќе си бил бугарин и како бугарски народ ќе се трансформирал во бугарска нација. Бидејќи имал несреќа и не успеала фашистичката окупација, односно е формирана Република Македонија со акт на комунистите, акт на Коминтерната, тој бугарски народ или тој припадник на бугарскиот народ роден 1920 година се трансформира во македонска нација. Значи македонската нација според бугарите е една од единствените или ретките нации во светот која нема корени во постоење на македонскиот народ, туку има корени во постоење на бугарскиот народ. Значи имало бугарски народ кој е одроден и е македонизиран и претворен во македонска нација. Тоа е суштината на конфликтот и тоа расправаме со Зоран Иванов. Видите, почитни гледачи, што све ние треба да објаснуваме и низ какви трња ние македонците треба да проаѓаме. Гледате. Постоел српски народ некаде пред 2 века и тој српски народ после првото и второто српско востание, кога е формирана современата српска држава, станала српска нација. Значи ако не била формирана српската држава, тој ќе си бил српски народ, но не могло да биде српска нација. Значи си постоел бугарски народ, или од 878 година, или од 885 година, која е формирана бугарската автономија или бугарското кнежество, тој бугарски народ станал бугарска нација.
Ако не била формирана бугарска држава, тој народ ќе се остана бугарски народ, но немала да биде формирана бугарска нација. Според бугарите не постои македонски народ. И ако не била формирана македонската држава, немаше да постои македонска нација, бидејќи не постои македонски народ. Тоа е суштината на конфликтот. А јас велам дека не може нацијата да биде како со нож, како што се сечи беровско силење. Туку тоа е еден национален процес кој трае 100 или 200 години. За да постои национален процес, мора да постои народ. За да има македонско национално движење, кое на крај завршува со формирање на македонска нација, морал да постои македонски народ. Тука се разликуваме со бугарите. Тие велат не постои македонски народ, но јас велам постои македонски народ. Тој народ постои пред 1944 и пред 1941 и пред 1920 година и пред 1892 година и 93 година кога е формирано тоа револуционерно движење, бидејќи ако е формирано некој револуционерно движење, тогаш е формирано за одредена слобода на одреден народ кој постои, кој можеби не е артикулиран во вистинска смисла на зборот, но постои. Знаете, ако ја прифатиме тезата дека нацијата ни е формирана во 1944 година, тогаш треба да одговориме на прашањето која е есенцијата, која е супстанцата на нацијата. Ако ја прифатиме бугарската теорија и бугарско толкување, дека супстанцата на македонската нација е бугарскиот народ кој е македонизиран, тогаш ние си пукаме не во нога, туку во глава. Супстанцата на формирање на македонската нација е македонскиот народ. Постои процес на национално осознавање, освестување, национално будење и национално борење на македонскиот народ за да биде формирана македонска нација. И ако тоа не го прифатиме, тогаш правиме грев не само према сегашните генерации, туку и према минатите генерации и кон идните генерации. Тоа е суштината на ова некоја, па не бе ни нарекол дебата. Тоа е некое јалово опонирање. Јалово опонирање на кое нема крај со Зоран Иванов. Знаете, човекот као да има некое потреба постојано да опонира за се и се што. Така ми опонираше пред 2 години што е Гоце Делчев, ки пуштам парче од тој интервју, така опонира и сега. Значи постои македонски народ и секој кој се обиди да го негира постоењето на македонскиот народ пред неговото трансформирање во македонска нација. Велам, можеби и да не биде формирана македонска држава. Можеби и да не постои македонска држава, тогаш ќе нема македонска нација, но тоа не значи дека не постои македонски народ. Ние не сме тиква без корен. Постоел македонски народ и врз база на таа потреба на македонскиот народ на формира македонска држава, формирана е македонската нација. Немојте да прифаќате дека не постои народ, а дека ние сме формирани како нација од која е формирана државата. Народот е постари од државата и од нацијата. Постоел народ и врз база на постоење на тој народ, подосна е формирана македонска држава, македонски народ, врз база на постоење на тој македонски народ, формирана македонска држава, а подосна е формирана македонска нација. Во кој град е роден Гоце Делчев? Во село е роден. Добро. Или град можна, се едно. Во кој град е роден Гоце Делчев? Добро, сега може да го скрстите градот. Има луѓе се родија во Велес, во Тито Велес, па сега се во Велес. Така? Не, Иванов. Не. Во кој град е роден Гоце Делчев согласно договорот од Нивице? Не знам што. Па не пишува во договорот во кој град е роден Гоце Делчев. Сега во договорот тоа го нема. Господин Иванов, вие точно Во знаете што Кукуш е роден. Не, во Килкис. Според договорот од Нивици. Во договорот не пишува ни Кукуш ни Килкис. Значи не, ние се обврзуваме дека Значи, во договорот не пишува каде е роден Гоце Делчев. Користиме грчките топоними на македонските места. Ко одиме на шопинг во Солун, ние не одиме во Солун. Бугарите одат во Солун, србите одат во Солун, ние одиме во Тесалоники. Кога ќе збориме за Гоце Делчев, бугарите велат дека роден во Кукуш, србите велат дека роден во Кукуш, ние македонците велиме дека роден во Килкис. Нема да те вратат од Грција. Ако ти и на граница прашаш кај одиш во Солун, ако речеш, нема да те вратат, биди сигурен. И добро, почитувани гледачи. Што е Гоце Делчев? Роден 1872 година. Роден е во градот Кукуш, кој ние според Преспанскиот договор не смееме да го нарекуваме Кукуш, туку треба да го нарекуваме Килкис. Роден е на територија кај што денес е Република Грција и според современото сваќање на нацијата, значи припаѓаен дел на грчката нација, а бугарите и македонците се карат околу Гоце Делчев. Не била формирана ниту бугарска, ниту македонска нација во периодот кој е роден Гоце Делчев. Гледате, почитувани гледачи, ја сакам да сме членки на ЕУ и на НАТО, бидејќи сметам дека тоа е гарант на постоење и на опстанок на македонска држава, на македонска нација. Меѓутоа не прифаќам да ме ставате во ваков историски сендвич, во ваков историски пакет. На пекмезење, на лигавење, на договарање, на преговарање, на понижување. Јас знам дека секој народ за да добие своја држава
да постои као народ, мора да помине низ болни историски процеси, но не мора вака на мизерен начин. Тоа е она што сакам да го кажам и во оваа емисија и во целата моја кариера. Да, јас не велам дека треба да се распаднат ЕУ и НАТО. Јас велам дека треба Македонија да биде членка на ЕУ и на НАТО. И јас знам дека треба да се направат болни компромиси. Но и таму има граница. И таму има црвена линија. Ние се разликуваме по тоа каде ја поставуваме црвената линија, како личности, како персони. Некои имат помало, некои имат поголемо достоинство. Некои за пари прават све, некои има работи на кои им се свети и кои не сакаат да ги продават. За жал или за среќа, јас сум во дел на оние луѓе кои не сакаат да ги продават светите национални работи во Република Македонија. Затоа велам, како ќе го дефинираме ние Гоце Делчев? Кога сме така раскарени помеѓу себе. Што е Гоце Делчев? Грк, бидејќи роден на територијата на денешна Грција. Турчин, бидејќи роден во период кога постои Османлиската империја и за него се карат македонците и бугарите, бидејќи се школува во Бугарија, а е погреба во Скопје во Република Македонија. Како ќе го дефинираме Гоце Делчев? Ќе го делиме како Јадранското море? Ќе го черечиме како кокошка што се черечи за Нова година или за Божик? Како ќе оделиме Гоце Делчев кој ни дава за право ние со наши глупави и накарадни толкувања на историјата, на политиката, на животот да делиме историски личности? Гледате во кој глуп филм влеговме ние по инсистирање на бугарите. Цела Европа ни се смее. Суштествувањето и постоењето на Европската унија се доведе во прашање од вакви глупави политики и преговори што се водат помеѓу Скопје и помеѓу Софија. И никој треба да речи доста е. Се надам дека Филип Рикер е тој што ќе речи доста е. И дека тоа билатерално глупирање треба да го излечиме од тој процес и таа рамка на преговори за отпочнување на разговорите помеѓу Република Македонија и Европската унија, бидејќи навистина е доста. Бидејќи ако сега не ставиме рамка и граница до каде тоа може да оди, тоа ќе оди до бесконечност, бидејќи глупоста на бугарите е бесконечна. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Мислам дека некои работи разјаснивме. Направивме разлика и успеавме да видиме каде се движи таа бугарска стратегија. Кои се темелите на таа бугарска стратегија? На што се доложат оние нестрикни изјави на Каракачанов, на Бојко Борисов, на Екатерина Захариева? Дека тоа не се изјави кои се скинете ко круша од дрво, туку тие изјави имаат одреден корен. Имаат корен во таа бугарска стратегија која се нарекува братска преградка. Таа е стара стратегија се до 10 години. Усвоена уште во времето на комунистичката партија на Тодор Живков. И таа стратегија сега бугарите сметат дека треба да биде реализирана. Дека конечно чукнал часот на обединување на двете бугарски држави, на двата народи, односно едниот народ кој е поделен во две нации, во еден заеднички народ, во една заедничка историја, во една заедничка држава. Барањето за заедничка историја, де факто значи тоа, дека народот кој е поделен 44 година повторно ќе се обедини и дека овој договор за добрососедство, ова менување на историјата, ова исклучување на историјата од основните училишта, се ово што се бара од Република Македонија, притисок врз таа историска комисија, дека тоа се прави со една единствена цел, да се напише нова историја и таа нова историја да биде историја на обединетиот бугарски народ. Кој ќе се обедини? Бугарите во Република Македонија, кои се македонизирани 44 година и сега да бидат ребугаризирани и бугарите во Стара Бугарија. Тоа е суштина. Тоа беше емисијата во Центар. Се гледаме недела 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатна вечер Македонија. Каде да си?